Почитувани добровечер, во емисијата Став вечерва гостува председателот на општинската организација на СДСМ Куманово, Мартин Костовски. Господине Костовски, добровечер и добродојавте во нашата емисија. Добровечер, почитувана новинарка Снежана, благодарам за вашата покана после релативно полог временски период да се видиме, да поразговараме за актуелните теми во општинската организација на државно ниво, во делот на општинската политика и така натаму. Се надевам дека во делот на гледачите ќе успееме да го задржиме нивното внимание. Господине Костовски, реизбран сте за председател на општинската организација на СДСМ Куманово. Согласно овластувањата на председателот на партијата Зоран Заев, назначени се 30 нови председатели, дел од нив се ново назначени или нови председатели, дел од нив се реизбрани. На што се должи повторното добивање доверба на партијата во конкуренција на 7 кандидати? Дали на изборните резултати или евентуално има некоја друга причина? Значи, вака информацијата е најнова. Вчера се назначени сите 78 председатели на општински организации, со што процесот на поставување на нови раководства или реизбор на старите раководства по општинските организации во финална фаза. Впрочем, на предпоследната седница на Централниот одбор на партијата, председателот Заев излезе со исполнување на ветувањето кое што го даде помеѓу двата изборни круга на председателските избори кои што се случи оваа година, каде што реално добивме сигнал од граѓаните или многу пати сакаме да потенцираме дека и жолт картон за односот на практицирање на власта од страна на Социјалдемократскиот сојуз и актуелното рефреширање, освежување, прочистување на партијата на оние кадри кои што во моментот го дале максимумот, се замориле од својата работа или толку фамозно најавуваниот проект Метла е во некоја завршна фаза, бидејќи впрочем и самиот председател Заев кажа дека за да смениме нешто, прво треба да почнеме да се менуваме од дома. Промените почнаа од Социјалдемократскиот сојуз, затоа потенцирам дека на предпоследната седница на Централниот одбор председателот Заев прво го разреши поранешниот генерален секретар на партијата договорот Александар Керацовски, кој што и воедно и пратеник, останува во пратеничките клупи во Собранието на Република Северна Македонија, го разреши организациониот секретар Миле Зечевиќ, меѓународниот секретар Дане Талевски, 6 подпредседатели на партијата, целиот извршен одбор, како и 78 председатели на општински организации. При тоа остави простор да се даде своевидно признание на оние председатели на општински организации кои што дале добри резултати, победи и мандатот од 18 месеци кога што бевме именувани, кои искористиле во унапредување на политиките на Социјалдемократскиот сојуз на локално ниво. Во Куманово на првиот круг на председателски избори бевме една од малкуте општински организации кои што направи победа, направивме 1200 разлика победа, која што впрочем не ни беше задоволнителна за нашите капацитети и можности да покажеме колку е значајна и влијателна најголемата политичка организација во општина Куманово, тоа е општинската организација на СДСМ. Вториот круг и увидовме можните пропусти кои што ги направивме како општински изборен штаб и на наше општо задоволство успеавме да ја добиеме поддршката од граѓаните и убедлива победа од 4.500 гласа, со што се прокламиравме како најдобра општинска организација што направи победа. Куманово де факто остана бастион на СДСМ во нашата држава. Сето ова беше некоја појдовна точка или некој императив во моето политичко дејствување, да имам храброст, да имам можност повторно да барам мандат за водење на, пак ја потенцирам, најголемата општинска организација на СДСМ во Македонија. Влегов во самата кандидатура, имав уште 6 мои партиски другари кои што беа дел од таа постапка. Во оваа прилика ја користам да им се заблагодарам за доприносот на самата демократизација на постапката, бидејќи за разлика од нашиот политички опонент ВМРО ДПМН, навистина многу се разликуваме во делот и внатре кај нас за она што значи како треба да се однесуваат едни партиски другари. Сите доставивме програми за идното прецепирање на функционирање на општинската организација. Председателот Заев по трет пат ми ја даде довербата за да ја предводам најголемата општинска организација на партијата во државата. Ова можност ја користам исто и да се благодарам на премиерот и председателот Заев и се надевам дека во наредниот период, како сме работеле досега, ќе работиме уште по-одговорно, по-организирано со цел она флоскула што се вика бастион на СДСМ во Македонија да го оправдаме и во пракса.
денеска е петок, во недела аналогно на роковите кои што беа дадени од страна на Централниот одбор на партијата и председателот и генералниот секретар на партијата, во 19 часот на 30 јуни се организира општинска конференција на партијата, каде јас како мандатар пред 140 делегати ќе го презентирам мојот извршен одбор од 18 члена кои што во наредниот период ќе бидат тим со кој што ќе ја раководим општинската организација и надзорен одбор од 5 члена. Периодот кој што помина позади нас, по моето именување, беше период на големи, важни консултации, редовни консултации со сите партиски авторитети, со сите функционери на партијата, со младината, со сите оние територијални распоредени шефови на местни штабови, со цел да направиме што по-добар избор на кадри, на луѓе кои што ќе работат заедно со мене во предстојните 4 години, па затоа и вас како медиум ве повикувам доколку имате можност во недела во 19 часот да присуствувате на општинската конференција. Составот на новиот извршен одбор не би го презентирал тука, бидејќи немам нити можност, нити право. Се надевам дека делегатите едногласно ќе дадат поддршка на таквиот состав, бидејќи се исполнети сите статутарни одредби, има над 40% жени, односно припадници на понежниот пол, има 30% млади луѓе, помлади од 32 години. За прв пат планирам да ставам и 2 подпредседатела, едниот од нив ќе биде албанец, ќе има ромка во извршниот одбор, србен и така натаму, со што дефинитивно со СДСМ и на локално ниво, односно како општинска организација, се прокламираме и дефинираме како мултиетничка граѓанска партија, со што впрочем ќе настапиме и во наредниот период како такви. Освен промени во партијата, се случува нели реконструкција на владата, сменети се дел од министрите, веќе се назначени нови, заменик министерот за образование поднесе оставка, но најголема врева во јавноста се крена околу Садола Дураку, веќе поранешен министер за животна средина, сега актуелен министер на новото министерство за политички систем. Сметате ли дека со реконструираната влада ќе се остваруваат подобри резултати, односно дали овие промени ќе имаат ефект? Знаете како, секој процес на промени многу е изложен на критики, на различни видувања, различни ставови и различни перцепции. Пак ќе се навратам на проектот или операцијата Метла што беше најавена. Нормално е на половина од мандат на функционирање на една политичка гарнитура да се редефинираат работите, да се постават сюжетните линии до што сме сработиле, што не сме сработиле. Многу пати досега и председателот Заев каже дека секој што ќе биде сменет од некоја партиска или општествена функција нема да биде исфрлен од партијата. Тука ќе му се даде некоја нова должност или нов ангажман, некој нов предизвик каде можеби ќе одговори подобро. Господинот и мојот сопартиец, другарот Петар Атанасов, како заменик министер на Министерството за образование, партиципираше во владата изминатиот период и така ако даде свој солиден, добар допринос во работата на оваа министерство. Неговиот личен став на објавување на одлуката на еден социјален медиум е негов личен став и не би сакал да коментирам. Мислам, почитувам и респектирам лични мислења и ставови и тоа е здраво за демократијата, здраво е за СДСМ како партија. Меѓутоа го слушнавме и мислењето на премиерот во делот на неговото барање да биде назначен за министер за образование и од друга страна па не почитувам луѓе кои што на пола пат се откажуваат. Сепак Петар Атанасов како своевиден интелектуалец и професор влезе во партијата 2013 година, каде што беше потребно на нова, свежа, интелектуална мисла и допринесе многу и во изминатиот период и како член на извршен одбор на Централен одбор, сега и како член на Централен одбор, му посакувам среќни академски денови и мислам дека ќе биде на располагање на партијата кога ќе има потреба од таков кадар. Во делот на нашиот сограѓанин, односно поранешниот градоначалник на општина Липково и поранешен министер за животна средина, почитуваниот Садола Дураку, имаше различити мислења дека добро раководи со министерството, определениот дел дека лошо раководи со министерството. Садола Дураку и tekako е важна и битна фигура во партијата ДУИ, а по сите оние сондажи и мислења што ги имаме и ние како партија, знам дека Садола Дураку е еден од помилените ликови политичари во албанскиот електорат. Се надевам дека со поставување на Садола Дураку за министер на новото Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците е вистинско решение и ќе даде максимумот на што го заслужува.
На крајот на вашето прашање, дали очекувам дека реконструираната влада ќе работи подобро, се надевам и знам дека во наредниот период допрва ќе се собираат плодовите од она што беше се сработено изминатите 2 години. Премиерот Зоран Заев ја повлече својата кандидатура за министар за финансии, но сепак тој ќе раководи со министерството се до избор на новиот министер и антикорупцијската комисија од друга страна пак смета дека премиерската и министерската функција не се споеви. Вие како правник, кој е вашиот став? Нели од правна гледна точка? Од правна гледна точка бевме сведоци во изминатите неколку дена дека Државната комисија за корупција излезе со толкување на самиот устав и на законот за неспојивоста на функцијата премиер со функцијата министар за финансии и беше доставен до разгледување до претседателот на собранието господинот Талат Џафери. Тука и опозицијата имаше навистина лавина на напади и своји мислења и критики кон премиерот Заев за неспојивоста на функцијата. Меѓутоа аспектот на она што беше интенцијата и тенденцијата на Зоран Заев е да се одржи лекција по економски час или лекција на добро практицирање на економските текови во државата и верувам дека предстојните 14-15 месеци до формирање на прашинската влада и како граѓаните на нашата држава ќе имаат можност да видат како се работи домаќински, како се става се на карта да се успее на економски план, бидејќи де факто имавме ситуација на храбри одлуки. Периодот после нас од 2 години Зоран Заев одржа лекција на меѓународен план и од една, па можам слободно да кажем, и заборавена балканска мала држава не издигна на пиедесталот на европското и светското небо како и една мала балканска држава може на дипломатски начин да ги решава проблемите и со соседите и да ја напредува добрососедската политика. Затоа пред се тука би се навратил на интенцијата на Заев и покрај многуте обврски што ги има како премиер да се наврати на оваа позиција и да одржи час по економски успех на граѓаните на Република Северна Македонија. Тевдовски изузетно квалитетен кадар и сите оние постапки и проекти се благодарение и на Драган Тевдовски кој навистина и со даночната политика, промените на рамниот данок, прогресивниот данок и на политиките на враќање на ДДВ кое што ќе почне од 1 јули, обештетувањето на стечајците, укинувањето на дифузната такса и така натаму, ги направи економските текови во Македонија позитивни после подолг временски период. Сведоци сме и за рангирање на кредитниот рейтинг на државата после толку многу години, стапката на економскиот раст, намалување на невработеноста, таа психолошка граница од 20% падна први на 19,6, а сега е дури кон 17,4, со тенденција на пад. Странските инвестиции, знаете дека за 2018 година се над 750 милиони евра и сето тоа покажува и докажува дека оваа влада на чело со Зоран Заев води исправни и квалитетни економски политики. Се најавуваат и промени на околу 200 функционери на ниво на државата. Имате ли некоја првична информација дали колку директори и функционери од Куманово ќе бидат сменети и дали вие како претседател на општинската организација нели на најголемата партија во државата сте задоволни од нивното менаџирање? Значи вака, пак се навраќаме на проектот за, не би го крстил метла, би го крстил освежување, редефинирање, рефреширање на партиската структура и нормално дека овој проект треба да заврши негде до крајот на првата недела на јули месец. Се докомплетиравме партиски дома, во СДСМ остануваат уште поставување на 6 подпредседатели на партијата и уште 20 членови во извршниот одбор. На последната седница на Централниот одбор одржана во Охрид пред 10 дена, председателот на партијата Зоран Заев побара период од Централниот одбор до крај на првата недела на јули за да може да ги постави новите подпредседатели, а колку што имам информација од страна на моите партиски другари на централно ниво дека оние две места во извршниот одбор кои останаа празни ќе бидат пополнети со граѓански активисти. Значи не
типични партиски членови, туку партиски граѓански активисти, со што ќе дадеме уште една нова димензија и на самиот извршен одбор како тело кое што не е составено само од партиски членови, туку и слободни интелектуалци, граѓански активисти и така натаму и така натаму. Апропо ова што го зборувам, вчера во собрание се изгласа промената на владата, сите на наше општо задоволство, општина Куманово и СДСМ Куманово доби уште еден министер и ова прилика ја користам да му честитам на нашиот сограѓанин Трајан за избор за министер за земјоделие и му посакувам успешна и плодна работа, со што се очекува во наредниот период, како што кажав, да се завршат и промените на директорските места. На една од следните седници на владата на Република Северна Македонија ќе се случи тоа. Доколку ме прашувате, имате вашата интенција на локално ниво за кои имиња се работи, тука морам да ја информирам јавноста дека најголема и единствена ингеренција во постување на директорите на 5 јавни претпријатија има градоначалникот Максим Димитриевски и се надевам дека тој како член на партијата, како член на Централен одбор на партијата, првин ќе разговара и со претседателот Заев и со општинската организација, мене како претседател на општинска организација, за неговото задоволство или незадоволство од ангажманот на директорите во јавните претпријатија, колку што сум информиран и колку што знам дека најголемиот дел од директорите на јавните претпријатија со статус на вршители на должност, односно ВД директори, па ќе биде и уште полесно да се изменаџира сета таа работа со објавување на оглас за поставување на директор во дел на јавните установи, како што се градинка, како беше библиотека, дом за стари лица и ученички дом, тука ингеренциите се поделени, дел од ингеренциите за поставување има градоначалникот по предлог на управниот одбор на самата институција. Мислам дека Марина Алексовска е повторно изберена за директорка, а за останатите се надевам дека градоначалникот ќе направи квалитетни решенија. Дали како претседател на општинската организација на СДСМ сте задоволни од реализацијата на владината програма изминатиот период, кога станува збор за нашиот град, бидејќи во предизборната кампања на парламентарните избори и од страна на премиерот Зоран Заев и од страна на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски беше потенцирано дека државата му должи на Куманово и дека мора да му се одолжи за сите неправди кои му биле направени изминативе 12 години во времето на ВМРО ДПМН. Па токму така, тоа беше кажано на еден од митинзите на градскиот плоштад во Куманово, лично од претседателот на партијата Зоран Заев, дека факт кој мора да се признае, катаклизмата што беше 11 години доживеана од страна на кумановци и Куманово од страна на пранешната влада предводена од ВМРО ДПМН се многу тешко санира. Нормално е дека во 2016 година по завршување на изборите и формирање на новото владино мнозинство, односно парламентарно мнозинство и формирање на нова влада, очекувањата на граѓаните беа качени во плафони, беа огромни и тоа е така и така треба да биде, бидејќи секоја власт мора да има притисок од страна на јавноста за да работи подобро, поквалитетно и посуштински во решавањето на проблемите. Оваа влада и текако почна да се одложува на Куманово. За пластичен пример ќе дадам за елаборирање 30% од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта на Република Северна Македонија е наменето во инфраструктура за Куманово. Сите сме сведоци дека се реконструираат сите регионални патни правци околу Куманово со цел да се овозможи по-добра сообраќајна култура, по-добро возење, по-добра комуникација на самите граѓани. Тука сакам да го потенцирам и делот на отпочнување на градба на канализационен систем во село Тромеѓа. Проект кој што беше закочен уште од 2006 година, еве денеска сме 2019, после 13 години СДСМ и го отпочнува тој проблем и на нашите драги сограѓани од селото Тромеѓа веќе ќе решиме еден од суштинските проблеми, што значи канализација. Сакам да се навратам во делот на одложување на владата спрема Куманово на завршна фаза на изградбата на спортската сала во основното училиште Јероним Дерада во село Черкезе, отпочнување на градба на спортската сала во техничкото училиште Наце Боѓони, обврската на владата за реконструкција на најубавиот инфраструктурен објект во Куманово, тоа е спортската сала и уште редица други проекти кои што се очекуваат во претстојните 14-15 месеци да се завршат од страна на
капитални инвестиции од владата на Република Северна Македонија. Меѓутоа, тука сакам да апелирам и на мобилноста на самата општинска администрација со доставување на квалитетни, одржливи проекти, проектни документации, да бидат по-конкурентни во делот на доделувањето на средствата од централниот буџет, односно од државната каса. Во актуелниот состав на владата на Република Северна Македонија има неколку министри со потекло од Куманово. Дали според вас тие доволно се залагаат за Куманово и придонесуваат за подобар живот на своите сограѓани? Гледајќи од сите партии, ова историски момент на толку кумановци присутни во влада. Значи, ние никогаш не сме имале толкова бројка на кумановци кои што партиципираат во составот на владата. Првен ќе почнам од министерот за внатрешни работи и вице-премиерот, подпредседателот за кадровски прашања, другарот Оливер Спасовски. Потоа ќе преминам на членот на ДУИ, почитуваниот Арбер Адеми, кој што е член на Министерство за образование, кој што е исто кумановец. Имаме нов член, Трајан за земјоделие, тука и Благе Цветковиќ, кој што е заменик министр за земјоделие. Имаме двајца државни секретари и навистина партиципираме сериозно како бројка и како габарит во самиот состав на владата. Нормално дека тој локал патриотизам кај секој од нас живее и е доминантен при донесување на некои одлуки, заложби или лобирања за определена работа за својот град. Јас сум благодарен на сите досегашни и сите идни министри кои што партиципираат за сето она што го прават за Куманово, а нормално секогаш може повеќе, секогаш мора повеќе и се надевам дека во наредниот период уште повеќе ќе дадат допринос за развој на општина Куманово. Впрочем и да го вратат долгот спрема Куманово. Така е. Претходно спомнавме за некои проекти кои што веќе се реализираат во Куманово. Но кој е вашиот став во однос на реализацијата на проектите од страна на општината, локалната самоуправа и градоначалникот? Реално имаше многу беше ветено, но кај граѓаните некако постои мислење дека освен овие инфраструктурни проекти, асфалтирање на улици, дека се уште оние капиталните инвестиции изостануваат, но секако тука треба помош и од државата. Токму така, значи новиот градоначалник веќе 2 години, почитуваниот Максим Димитриевски, заедно со општинската администрација, со неговиот тим, со директорите на јавни претпријатија, прави сериозни напори за да може да се решат сите инфраструктурни проблеми на општина Куманово. Ги има многу, нормално, жив град, над 100.000 жители и има своји потреби, своји барања и своји проблеми. Кога што сум запознаен по скратувањето на буџетот на општината Куманово, се скратени можностите за самата реализација на некои капитални објекти. Сведоци сме дека она што беше ветено во кампањата на Максим за изградба на 3-катни гаражи веќе е остварена. И тоа е за почит, на некому се допаѓа, некому не, меѓутоа тоа е функционално времено решение за решавање на сообраќајниот хаос. Присутна е општинската градежна оператива и во делот на хоризонталната инфраструктура, односно градењето на определени сообраќајници и улици, и нормално јас посакувам, стојам на располагање доколку можам и да помогнам и да му дадеме ветар во грб на Максим како градоначалник, да даде уште поголем инпут во самата реализација на проектите, а нормално не сомнено е дека и тој како мислам нема човек кој што не сака да ги реши сите проблеми. Не сум во улога да барам оправдувања за некои проблеми кои што не се решени или некои ветувања кои што не се исполнети, меѓутоа ја знам и волјата на Максим дека сака да направи што повеќе за сопствениот град. На социјалните мрежи често може да се прочитаат спротивставени ставови од ваши сопартици за едно исто прашање, за еден ист проблем. Значи ли тоа дека има несогласувања и нетрпеливост меѓу членовите на СДСМ или едноставно станува збор за едно демократско однесување? Па нетрпеливост е многу сериозен збор. Значи, видите вака, општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Куманово има над 6700 члена. Тоа е габаритна, голема бројка, мора да признаете. И нормално е дека има и ќе има, и здраво е да има различити мислења, ставови, размислувања, концепции за по политика за определено прашање. Кој како би го сработел тоа, кој како би го решил определениот проблем, кој како би се однесол во определена ситуација. Меѓутоа, се тоа да биде во рамки на форумите, органите и телата на партијата. Тогаш тоа е здраво. Кога ќе излезе надвор на социјалните мрежи или надвор од нашиот двор, станува нездраво.
Јас, како председател на општинска организација на СДСМ веќе трет мандат, имам обврска, имам желба, имам амбиција. Сите оние можни, условно кажано, не би кажал фракционерства или поделеност или нетрпеливост, сепак ние сме сопартици, луѓе со иста идеја, веруваме во исти вредности, веруваме во солидарност, еднаквост, правичност, кои што се основните начала на социјалдемократијата, меѓутоа имаме различити пристапи на решавање и практицирање на власта и тоа е добро. Меѓутоа само да не излезе надвор од контрола и затоа повторно се навраќам дека мојата интенција ќе биде во наредниот период сите тие некои моментални, непредвидливи поведенија на определени членови да ги сведеме на минимум и сите работи да си ги решаваме во партијата. Впрочем и секогаш земам примери, партијата е како цвеќе, додека ја одгледуваш, чуваш и даваш внимание, таа ќе изгледа добро. Секој член си бара внимание, разговор и во натамошниот период знаеме ние како треба. Секогаш имаме разни видувања, меѓутоа кога ќе дојде денот на изборите, направиме фасцинантно добри резултати во интерес на СДСМ. Да позборуваме малку за една од најактуелните теми периодов, годиниве, не знам како да кажам. Иако долго се очекува, Македонија се уште не го доби датумот за преговори. Председателот Стево Пендаровски во една изјава кажа дека планот Б до крајот на годинава да има почеток на преговорите. Зошто толку многу се одолговлекува овој процес? Кој е вашиот став во врска со... Мојот став и мислење, ќе го кажам јавно, значи тоа е несомнено дека владата на Република Северна Македонија, предводена од СДСМ, направи се што беше побарано од страна на нашите партнери, односно од представниците на Европската Унија. Се реформиравме во делот на законската регулатива и текако. Оној пакет на закони кој што беше закочен од страна претходниот председател Ѓорѓи Иванов беше многу ефикасно и брзо откочен од страна на новоизбраниот председател Стево Пендаровски. Освен законот за специјалното јавно обвинителство кој што стои уште во фаза на некаква несигурност на денот на неговото заживување и така натаму, оптимизам дека и законот за специјалното јавно обвинителство ќе биде решен и донесен, кој што впрочем го бараат и најголемите скептици во делот на проширувањето, а кои што се сериозни играчи во Европската Унија, тоа е Холандија и Франција. И ние не само со промената, односно со потпишувањето на Преспанскиот договор и доаѓањето на предавката Северна, тоа не беше само едно од барањата кои што беше поставено. Тоа беше главната пречка, главната кочница да може оваа мала држава да го почне европскиот сон, да го оди европскиот сон и да го живе европскиот сон, впрочем. Меѓутоа, очекувам дека во октомври ќе добиеме препорака. Сите показатели покажуваат на тоа, односно дека веќе самата поделба и оделување од пакетот на Република Северна Македонија и Република Албанија е добра интенција дека во октомври ќе предстои отпочнување на преговорите со Европската Унија. Очекуваме 2019 крај да бидеме полноправна 30-та членка на НАТО, со што ова година ќе биде историска година за нашата држава. Нашиот вековен сон на нашите дедовци, на нашите родители, нашиот сон веќе станува јавен. Пред самиот крај на емисијата, господине Костовски, кажете ми колку е тешко или лесно да се биде директор на јавното предпријатие Службен весник на Република Северна Македонија. Вие сте актуелен директор. Така, пред 2 дена беше 2 години како ја вршам оваа должност, односно по моето именување на една од првите седници на новата влада, бев именуван првен за ВД директор, потоа добив и мандат од 4 години за директор. Првично го правник, знаеме кои се ингеренциите, кои се врските на Службен весник и очекува да биде многу мирна, спокојна институција и практицирање на директорската позиција. Нормално, со целиот телан, волјата и надежта да направиме уште подобри чекори, да кажеме зашто сме различити подобри од или полоши од нашите претходници. Меѓутоа, самото потпишување на указите, не потпишување на указите од Ѓорѓи Иванов придонесе оваа институција да биде во центарот на вниманието, можеби таква ми и кармата, каде се појавам да бидам во центарот на внимание, се шалам. Меѓутоа, беше напорно во овој период да се донесат и такако храбри одлуки, особено за објавувањето на Преспанскиот договор и договорот за употреба на јазиците, во консултација со врвни суди, со врвни професори на правниот факултет, во консултација лично со премиерот, со председателот на собрание, преземав оврска да ставам подписи да го објавам
и тоа толку тешко прашање кое што значеше кочница на сите овие интегративни процеси. Не ми паѓаше на памет, а преземав сериозна одговорност да бидам заедно со премиерот рамо до рамо, со владата во пешачењето на она што значи европски сон и интегративни процеси на нашата држава. Во делот на финансиското работење, слободно можеа да се пофалам пред моите сограѓани дека предпријатието Службен вестник на Република Северна Македонија бележи фасцинантно добри финансиски резултати, односно добивка од по над 270.000 евра на годишно ниво, со што според измена на законот за јавните предпријатија, односно остварувањето на добивката, имаме обврска да ја уплатиме во буџетот на државата. Во делот на инвестиционата програма, интенцијата и во преговори сме и во сериозни разговори со министерот за правда, почитуваната Рената Десковска, да дадеме правна валидност на печатеното издание, односно да се префрлиме на електронското издание на Службен вестник, да бидеме во чекор со сите европски држави, хартијата веќе да биде минато, со што ќе бидеме, како што кажав, во тренд и онака како што доликува на една земја која што претендира да биде дел од Европската Унија. Мислам дека следната или некоја друга недела ќе ја објавам мобилната апликација за користење на Службениот вестник, една новина, еден новитет од страна на Службениот вестник. Ни една балканска земја нема таков продукт кој што го нуди. Знаеме дека живееме во времето на модерни технологии, практични апарати кои што ни дават можност по-ефективно да действуваме и да работиме. Секој судија, секој адвокат, секој новинар, секој правник има можност на апликација да прелиста на мобилен телефон преку определена апликација, да прелиста и да побара определена содржина која што ќе му е потребна во тој момент. Се надевам дека јавното предпријатие Службен вестник на Република Северна Македонија во наредниот период ќе дава уште подобри резултати онака како што доликува. Господине Костовски, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Остана уште многу теми за разговор, но нели во интерес на времето. За другите теми во некоја следна прилика. Благодарам и на вас. Како што ме информиравте, ова е завршување на оваа сезона. Посакувам дека од септември ќе почнете повторно нова сезона, да се видиме од септември со нови актуелни теми. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Со нови гости, со нови теми се гледаме во септември во емисијата Став. Пријатна вечер.